По насока на унапредување на достапноста на здравствените услуги, кои што ги покрива Фондот за здравствено осигурување, денес сакам да објавам дека терапијата која што ја земаат болните од рак на простата, од гастроинтестинална стома и од рак на дојка, приближно 440 пациенти во моментов имаме регистрирано. Наместо сегашната пракса да ја подигаат еднаш месечно, ќе може да ја подигаат со болнички упат квартално, односно еднаш за 3 месеци. Ова произлезе како една од барањата од нашите контакти со Сдруженијата на пациенти. Ние исконтактиравме со клиниката и за оние случаи каде што, за оние диагнози каде што ова има медицинска оправданост, односно каде што навистина пациентот само доаѓа да ја подигне терапијата, а не се врши во тој период никакво друго исследување, решивме да излеземе во пресет. Со ова, особено ќе им се излази за во пресет и ќе им се намалат трошоците на оние пациенти кои не се од Скопје, кои што наменски доаѓаа до Скопје до клиниката само да ја подигнат оваа терапија. Се работи за Золадекс, Анестрозол, Летрозол, Ибантроник и Иматинип. Мислам дека се тие сите. Исто така, она што го менуваме е брахитерапијата, која што е специфичен тип на радиотерапија, која што до сега при незиното давање се бараше специјалистички упат за секоја терапија. Сега тоа го менуваме и ќе се дава брахитерапијата со еден упат за цело време на незиното траење. Приближно брахитерапијата во принцип се дава 3 недели. Ние понатаму ќе останеме посветени на овој тип на активности, да ги олеснуваме сите оние бирократски процедури кои што се наметнати и кои што можеме да ги ослободиме. Нормално секаде каде што нема медицинска индикација дека е потребно нешто друго освен носење на упат. Благодарам, прашање повелете ако имате. Директор, имаше проблем на клиниката со хематологија, болните од леукемија. Што се случи со лекот кој што доби на тендерот? Кој лек ќе го земаат во иднина? Значи, ние како фонд, како стратешки купувачи на здравствените услуги, сме должни да го обезбедиме буџетот, не навлегуваме и не сакаме да навлегуваме во професионалното работење на клиниката. Сепак тука се стручниот колегиум, тука е бирото за лекови кои се стараат за ова. За нас е битно дека сите лекови што ќе се набавуваат се регистрирани во Република Македонија, бирото за лекови ги има спроведено соодветните контроли и со тоа е за нас да добиена гаранцијата дека нашите пациенти примаат квалитетни лекови.